Добро вечер, почитувани гледачи. Филип Достовски од Зелена алтернатива е гостин вечерва кај мене во студиото по 5, 6 или 7 пат. Гордост ми е мене да кажам дека со него ми направи чест да бидеме првите кои телевизиски, медиумски ја промовиравме употребата на канабисот во и легализацијата. Зборевме отворено за тоа, после се е и историја. Филип Достовски, драге мои, е борец за легализација на канабисот, пред се за здравствени, но и за сите останати потреби и сврхи, како што и секаде во светот. Филип, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, добро да најдов. Вака, последното твое гостување заврши со 3 точки, она како сезона од серија која ќе заврши и чекаме следната сезона која ќе продолжи. Ја така би почнал. Значи, ти беше многу разгневен, беше на еден човек на кој си му помогнал си му ја спасил керката, кој ти побарал помош и си му помогнал да спаси керката од некаква болест, со масло од канабис, истиот тој те пријавил, ти заради тоа беше, од прилика така нешто, така, добро? Ќе објаснам, да. Беше и на суд даден во септември, ако не се лажам, ти си осуден условно. Точно. Вака, не, бев разгневен заради тоа што на тие луѓе на кои сум им помагал, кога дое време мене да ми треба помош, ги немаше нигде. Конкретно, што го спомнуваш ти човекот, е полицаец и марихуаната што е најдена кај мене, реално е негова, ама нели на суд тоа скроз отиде у друг правец, така да више донесена пресудата, нема ни сврха да ги отвараме тие работи. Тука сум вечерва повеќе би сакал за други работи да зборам, што се тековни. Не, ќе збориме за тоа. Сега кажи ми со условната казна. Така. Условната казна ми беше тешко разочарување, заради тоа што мене ми беше понудена условна казна уште на почеток, без да има никакво судење, која, нели, тој предлог го одбив одма, значи во момент, заради тоа што сметав дека не е работата јас да се извадам или нели на мала врата да избегам од одговорноста. Одговорноста е моја, јас правев нелегални работи, се уште ги правам. Сметам дека тоа е... И рече дека ќе го повториш делото. Па јас си го повторив делото веднаш од кога искочив од суд, заради тоа што оваа пресуда е многу лицемерна, заради тоа што и судиката и обвинителката знаат, значи во текот на судењето дознаа све што треба да знаат во врска со канабис и зашто јас го користам, зашто се трудам и други луѓе на кои им треба нели да го користат. Иако знаеа дека секој ден користам канабис, ми дадоа условна нели пресуда со која пред јавноста си ги испраа рацете кон Понти и Пилат, као еве ние го пуштаме. Ама ако го повтори делото, ќе треба да иде у затвор, знаејќи дека ја делото истиот ден ќе го повторам. Дали ти го вратија пасошот? Пасошот не ми беше мене земен, ама заради тоа што ти бараше тогаш и изјави во емисија, дајте ми вика, осудете ме, ќе одлежам година 2 значи, и да си заминам од овдека затоа што овде за тебе живот нема. Така точно сега ме зезна короната, да, зашто ја дојдов пресудата, веќе имавме проблем со короната, така да не можам баш многу да патувам и да си го стварам плановите. Кој што ги планирав јас, со тоа што нели јас си верувам у Господ, сметам дека моите планови тој горе се смее, така да валјда ова е некој друг план што го има за мене. Вицото на ако сакаш да го насмееш Господ, кажи му ги твоите планови. Па не, сам да кажам, јас имав други планови, едва чекав да си идам од овде, пошто видов стварно дека не само за мене, тука нема леп скоро за никој, ама еве се случи короната, така да сакал или не, морам да седам овде. Филип, зошто конзумираш? Зошто почна со ова да се занимаваш? Каква беше твојата потреба? Твоите пријатели ми велат, прашај го Филип од детство до денес низ какви маки поминал? Маките мање више сите ми ги знаат, не сакам да ги повторам за да бидам жртва. Не треба. Во смисол, еве конкретно ќе ти кажам, значи тоа што сум бил болен од Ходжкинсов лимфом, тоа е една работа. Јас сметам дека поголемите маки ми се во односот со другите луѓе. Каква болест е, ќе одиме со другите луѓе? Каква болест е Ходжкинсов? Ходжкинсов лимфом е, кратко кажано, рак на лимфните јазли. Значи не е онколошка, хематолошка болест е.
За неа нема лек, кој за другиве видови канцер, нели ако се излечиш после некое време, ако не се врати канцерот си у ремисија, за Ходжкинсов лимфом, после некое време ако не се врати канцерот си официјално излечен. За Ходжкинсов лимфом јас сум цел живот во ремисија, што значи дека треба да очекуваме дека во еден период од мојот живот би било можно да се врати. Што мислам дека еднаш веќе ми се има вратено, нели? Тоа го имам повеќе пати објаснето. Со масло од канабис, мене ми се симна отокот на жлезите кои ги имав. Нема вториот пат. Како се манифестира болеста? Па у принцип се манифестира на повеќе начини, ама еден од главните параметри е кој ќе ти отечат лимфните јазли, нели? Дали ти помогна маслото од канабис во тоа? Значи ја денес тврдам дека не само што ми помогна, него дека ми го спаси животот. Пошто и денес го користам, сега пред да доам кај тебе во емисија, исто си лапнав една капсула, нели? Сам што си ги правам за мене. Така. Океј. Тоа беше моите прашања за воведот. Така. Ти рече сакаш да збориш за теми кои досега не си изборал во однос со луѓето, со кои други работи? Во моментов што се случува во државата на оваа тема, нели, што се случува со граѓански здруженија, што се случува со пациенти, што се случува со политичари, што се случува со произведувачи на канабис, значи ја би сакала ако може да го отворите телефонот, би сакали да одговарам на луѓе на директни прашања, значи тука сум вечерва без влак на јазик. Океј. Еве, да речеме во дел, нели? Во еден дел, океј, ќе ги отвориме, да речеме, во наредниве 30 минути објаснија ситуацијата, после ќе ги вклучиме гледачите. Нема да ја правиме долга ова, нема да те задржам повеќе, но многу ме интересира затоа што овде беше и Јанаки Митров. Они го има првиот тој кој набис форум го одржа и така натаму и така натаму. И кога ќе кажеш извини првиот, како се мисли за првиот? Првиот нивни или првиот што се случи во државата? Филип, неќам да идам во тоа е као Мирко Попов и која обидуваше да се докаже кој пуштал прв музика на техноџурката. Не знам, ама мислам, стварно, извини, ја не го перцепирам. Еве, некаков си форум збореше за тој, се одржа тој форум со модератори, ти не беше дел. Он изрази жалење заради тоа што има некаква разлика у мислењето и некакви, да речам, нема да употреба некој збор, недоразбирање помеѓу тебе, него, Здруженијето Зелена алтернатива со и така натаму. Он дури се извини, ја вика, ја тврдам дека не сум совршен, погледни го интервјуто, значи Витешки така даде ова, ама и он треба да подразмисли и така натаму и така натаму. Не се повели, доискажи се што се случува во цела оваа рашомонијада. Не сте единствени и зошто е тоа така? Точно и мене ми е многу жал што се случува тоа, со тоа што нели треба се види кои се перпетуатори на тоа све. Не е работата оваа не е борба меѓу мене и Јанаки или меѓу мене или некој друг, иако многу луѓе пробуваат натака да ја однесат цела оваа борба. Што е тогаш проблемот? Проблемот е вистински решенија на овој проблем и популистички и паушални решенија на овој проблем. Сега некој тоа се го користи за лична корист и нели финансиска, некој го прави тоа заради тоа што така го однесол животот. Не можам, не сум запознат толку у темата. Така. Па не би сакал тоа, значи да испадне оваа емисија сега пак препукување меѓу здруженија. Би сакал да кажам некои факти што се случуваат. Како на пример, пред некое време се создаде едно движење кој се вика Операција Ослободување. Така. На тоа движење сум идеен творец и реализатор јас. Значи комплетно од име, од начин на делување, од стратегија, како треба нели да изгледа таа операција движење и што би требало тоа движење да прави. Значи све тоа искочено од моја глава. Добро. Што е разлика од Зелена алтернатива и ова операција? Па сега ќе кажам вака, баш заради овие работи дека во минатото цело време сум обвинуван од структури на кои центарот им е еден, тие се повеќе структури, да не навлагаме у теорија на заговор, ова е факт. Бев, можам да кажам, жртва на различни хајки, лаги и така натака. Добро. Операција Ослободување настана баш заради тоа. Многу луѓе сакаат да станат членови во Зелена алтернатива, со тоа што
Јас бев паметен на време да се заштитам од тоа, видов дека многу тројански коњи уште на почеток која создадов Зелена алтернатива почна да доаѓаат. За среќа имав отворени очи, видов што се случува и не дозволив да Зелена алтернатива да скршне од патот од кој нели беше тргната и од кој тие некои работи. Го имав јас зацртан. Значи за Зелена алтернатива. Со цел да ја заштитам Зелена алтернатива, зашто некои луѓе кои претходно имавме соработувано на оваа тема, врска легализација канабис, искочија многу неискрени и едноставно јас се дистанцирав од нив. Добро, да, добро. Извини, продолжи. Се дистанцирав од нив и ја продолжив борбата сам, зашто мислев дека тоа е најдобриот начин и се уште мислам, заради тоа што реално додека бев сам, мислам додека беше Зелена алтернатива сама, Еден човек. Па вака, Зелена алтернатива има повеќе основачи, работата е што тие луѓе имаат своји фамилии, нели, други обврски во живот и така натака. Значи тие се тука да помагаат, ама реално скоро све што се случува во Зелена алтернатива е one man show, нели. Сите тие семинари и така натака. Нормално имам помош од моите колеги во Зелена алтернатива, ама во смисол нели организација и така натака, скоро све правам и правев сам. Операција ослободување. Ете така, операција ослободување е плод на нова соработка помеѓу организациите кои пред тоа ме извисиле. Значи тоа сакам да кажам, јас неколку пати, иако многу луѓе ме извисиле и сериозно многу ми изгрешиле, не на мене лично како на човек, него воопшто и на каузата за канабис. Иако некои од нив сум ги молел да соработуваат, сум им предлагал проекти кои не само што биле одбиени од нивна страна, туку онака правеле све за да ме обесхрабрат да ги продолжам тие проекти. Јас и покрај тоа пак седнав со истите луѓе на маса и им предложив, пошто они сакаа нешто со моето здружение да прават, ја ми предложив да направиме движење, зашто нели моето здружение во иднина може и други работи да прави, нивните здруженија во иднина други работи ќе прават, нема зашто да се спојуваме со здруженијата. Предложив да направиме едно движење и сите да бидеме дел од тоа движење. И нели во тоа движење да може да се приклучат и други организации, правни и физички лица. Све тоа на почеток звучеше супер, бевме договорени, значи мој услов за да почнам пак со тие организации да работам беше, нели зашто пред тоа бев извисен од нив неколку пати, мој услов беше многу пати, да, свативме. Така, мој услов беше ако више сега пак соработуваме, за да се заштитам јас, да ја заштитам мојата работа до сегашна со Зелена алтернатива, која не е мала, решив дека, тоест мој услов беше дека ќе правиме официјални состаноци, сите што сме дел од операција ослободување, на кој ќе има записник, нели, пошто влегуваме више во тоа движење, повеќе организации, мора да се знае кој што носи и кој што допринесува на таа маса. Во ред? Ми беше ветено дека ќе потпишеме заеднички договор, дека ќе делуваме заедно, нели, на пресконференцијата. Се случи на пресконференцијата другите организации да си ги заборават печатите и да не го потпишеме тој меморандум за соработка. И тоа ми беше мене реално првиот знак дека, нели, ако нешто се случи еднаш, може ќе се случи втор пат, ама нешто ако се случи два пати, три пати, сигурно ќе се случи. Мене со овие организации ми беше пети пат, така да за тоа никој не можам друго да обвинам, јас сум си сосема и јас крив за тоа, зашто не бев глуп, него давам шанса на луѓе. Некако одоколу ми идеш, а бидејќи не сум влезен, јавноста е доволно да го слушава. Добро, во ред. Значи, јас ќе ги кажам тие организации, тоа се Хелсиншки комитет за човекови права, ХОПС, ЛГБТ, коалиција Маргини, и знам, Сдруженијето за легализација и декриминализација на канабис. Ама не знаеме што е тоа... Тоа се организациите со кои се договоривме. Што? Тоа се организациите кои влегоа во движењето Операција ослободување. А што е Операција ослободување? Моје гледачи ја не знаеме. Операција ослободување, само што кажав, е движење
Не, кои се целите на движењето, малце пообјаснето има. Па целите се претходните цели на Зелена алтернатива така. и на другите организации, пошто реално, пошто и тоа има препукување кои се наши барања, кои се ваши барања, тоа е многу смешно и натака одат другиве организации, нели, тоа да се одвлече проблемот од вистинската, да се одвлече вниманието од вистинскиот проблем, од вистинската цел. Значи, Добро. ние се караме кој прв почнал. Вие не го Барањата почнавте? на сите корисници на канабис во цел свет се едни исти. Да можам да произведувам за себе и да можам да користам без да бидам кривично гонет. Значи, тие барања се на цела планета, сите корисници на канабис ги имат истите барања. А овде Разликата е во решенијата. Како тоа една држава или како тоа едно здружение или како тоа било кој правен субјект ќе го реши. Тука е најголемиот проблем. Јавноста се сеќава на мојата емисија во една друга телевизија, тоест Макфакс, каде што бев гостин заедно со министерот за здравство и со уште еден член на едно ново здружение кој ги застапува производителите, кој застапува дел од производителите, не сите производители. Добро. И ако се сеќава јавноста, таму имав стварно малце оштра дебата со министерот, каде што се докажа, нели, што бараме ние, а што не ни даваат тие. После тоа интервју, нели, се собраа другиве организации, уште од тогаш, како ај од поново да соработуваме. Не е работата да се караме, и јас реално седнав на маса и со Билка, и со другиве здруженија, со тоа што другиве здруженија, како што се ХОПС, Хелсиншки комитет, тие две највише ги спомнам, зашто од нив сум барал пред тоа помош, која никогаш не ми била пружена. А они реално имаат и буџети, добиваат од... И Ќе реално ви кажам можат сега да конкретно помогнат. се, јас имам работено во Добро. ХОПС. И никогаш не ти се Значи, излегува пред конкретно е више натака иде работата, конкретно ХОПС сум ги молел, буквално вака, има имиња и презимиња имаат тие луѓе во ХОПС што работат, сум ги молел, буквално на колена, да ме подржат за еден проект кој подоцна успеав сам да го реализирам. Тој проект е и сега трае, мислам дека више е при крај, зашто 3 години поминаа. Тој проект е проект во кој луѓето кои користат нелегално канабис, значи корисници на канабис и на масла од канабис, да можат да тестираат на фармацевски факултет што користат. Така, квалитетот на маслото. Да, со тоа... Да, многу се во право, бидејќи кога го објаснуваш кај мене во емисија, е на некој начин едноставно, но како ќе провериш кој квалитет е, или ако добиеш од некого, не знаеш што земаш. Проблемот е, Добро? медицинската фела ги плашеше пациентите, немојте од улица, може да ви подметнат така натака, нели свашта, Добро. што до негде е вистина. Така. Тој проект е направен како прво да ги заштити пациентите, значи тие што за жал мора да се снаоѓаат на црн пазар, да ги заштити да знаат што користат. Значи едно е да купиш од дилер, нели, нешто, скроз друго е дали тоа е тоа што ти треба тебе. Значи тој проект беше и уште е да ги заштити пациентите, да знаат што користат од една страна, од друга страна државата да има некоја сонда, некој увид што се случува на црниот пазар, да знае колку се користат масла и канабис, кој све ги користи тие масла и тој канабис, дали има резултати од тие масла и од тој канабис, кои се отприлика концентрациите на канабиноиди кои ги користат луѓето. Значи едноставно државата преку тој проект ќе имаше имаше знаење и увид што се случува на црниот пазар, зашто они пред тоа воопшто нема, све се некои статистики од глава вадени, значи тоа се све мислење, а не знаење. Некој доктор мислел вака, некој доктор мислел така. Нас ни треба знаење, не ни треба мислење. Што ме на улица и што ме надвор од институција, ни една статистика не може да важи. Точно. А статистика е потребна. Е така. За да потребна се за донесе регулација, но регулација. така за регулација едноставно тоа е потребно на државата. А луѓе тој има проект- се повеќе болни, Па и има се тоа би го повеќе оставил, тоа би го оставил на фармацевски факултет на има надлежните за се тој проект. повеќе луѓе кои бараат
Искрено, ја можам да замислам што се случува во инбокс кај тебе после емисиите кои ги имавме наназад, истото се случува и кај мене. Имено, тоа и сакам да го кажам. Мене ми е многу криво што многу од тие организации сега во моментов улетуваат као генерали после битка и се удираат во гради дека они се тие кои треба да го регулираат овој проблем. Јас бев искористен и во операција Ослободување, заради тоа си отидов од операција Ослободување, јас кој што ја создадов, си отидов од операција Ослободување, заради тоа што не сакам да бидам обвинет за некоја година, па и за некој месец, или од јавноста, дека сум ги излажал. Многу луѓе и многу организации кои влегоа во операција Ослободување, влегоа заради зелена алтернатива. Уште еднаш. Што е целта на операција Ослободување? По тебе? Вака Што беше твојата цел? Мојата цел со операција Ослободување беше да се регулира канабисот во Република Македонија. Они како го извитоперија ти што не се согласи со нив? Вака, не е тоа извитоперено во смисол дека... Извини, на збор не ме фаќај на зборот, може би требаше да едноставно луѓето имаат друга агенда. Добро, што е другата агенда што тоа треба нив да ги викнеш во емисија да ги прашаш. Што ти рекоа, па ти вајда си ја знал нивната агенда, што е рекол, дечки ја не се сакал слагам да кажам со што се случува точно, да. Нешто да не испадне чарчиски моите што ми рекле, што не ми рекле. Сега конкретно ќе објаснам вака. Зелена алтернатива има подпишано меморандум со Министерство за земјоделие, заради тоа што вајда Министерство за земјоделие во тој момент видело дека луѓето во Зелена алтернатива вредат и знаат некои работи, така? И знаењето им држи вода. Па дури и владеников со помош на владата државте конференции. Точно така. Зелена алтернатива има подпишан исто така меморандум за соработка со фармацевтски факултет за овој проект сега што го спомнав. За тестирање и за заштита на пациентите. Браво. Точно така. Во исто време сум на суд, уопштен сум 2016, на суд сум од 2017 некаде, нели до сега, до пресудата. Хелсински комитет за тоа воопшто ништо не помогна. Ќе ви кажам исто така што се случи. Значи, сакам да го кажам претходното искуство со Хелсински комитет и со ХОПС. Јас имам работено во ХОПС пред добри 10-12 години и тогаш видов кој е начинот на кој работат. Нели само тогаш не беше моја работа, така да еве имало Господ, денеска да ја кажам, значи ништо не може да остане скриено. Што не треба да биде скриено. Додека работев во ХОПС, јас возев комбе, помагав на социјалните работници на терен. Добро. Кога деля кондоми и шприцови, нели, лична опрема за инектирање и на сексуалните работници кондоми за нивна заштита. Додека го возев тоа комбе, нели ги возев и другите вработени во ХОПС или активисти, не знам како се водат, дали се вработени или не, знам дека зимаат плати, а дали се вработени не знам. Додека работев таму, значи една од вработените еден ден, иначе морам да напоменам, во ХОПС ништо не е оставено на случајност, буквално за сите нивни активности се води некаква на хартија статистика или не статистика, него све што се прави, сите работи што ги прават се документираат. Така да и јас, пошто возилата кои се во собствена на ХОПС, реално се во собственост на Министерство за здравство, значи они соработуваат со Министерство за здравство, додека јас ги возев, тоа ми беше како хонорарна работа, додека го возев тоа комбе, еден ден ми беше кажано да напишам патен налог за семинар во Струмица. И, нели, таа што ми беше претпоставена во ХОПС, седна во кола, ме натера да го напишам тој патен налог за во Струмица, а реално ние не отидовме во Струмица, него отидов да однесам дома во Валандово. Значи дома го користеше комбето за лична потреба, со тоа што и мене ме загрози да напишам патен налог дека одам за Струмица. Ама, знаеш како, можеше да одбиеш. Вака сега, јас не знаев дека идеме во Валандово, него на патот према Струмица ми кажа сврти тука десно, идеме за Валандово. Јасно. И тука стана конфликт измеѓу мене и неа. Нормално ја однесов до Валандово, ме натера и торбите да ги однесам до вратата до дома. Сакам да кажам какви комплексаши работат по тие организации.
Нормално ја ги однесов торбите до дома и не добив ни чаша вода. Ми ја лупна вратата и јас се вратив назад во Скопје. Алал да е. Алал да е, јас сум глуп, точно така. Фино ти направил. Точно така, точно Знаеш така. зашо си глуп? Оти исто и ја би постапил така. Сега вака, Исто ко тебе. Исто ко тебе. Еве ти кажам, исто би постапил. фашистите газат додека може да газат. Тоа им е овакво... Додека не дојде Црвена армија. Едно Операција овакво, Слободување. Едно од атрибутите, од како се понаша, значи по тоа можеш да ги видиш. Кога се врати во Скопје, тој проблем го изнесов пред другите во ХОПС, нели? Кажав дека ќе кажам и така на така, нормално дека... Океј, незаконски работат, Филип. Мора да кажам, ме седнаа на состанок, демократски состанок, каде што сите заедно, многу фино ме изиграа, и нели јас дадов отказ и си отидов. Тоа е искуството кое го имам со ХОПС. Иако тоа искуство е горчливо искуство, во смисол на правда и така натака. Спрема точно, јас со тие луѓе во таа организација од која ја направив Зелена алтернатива, зашто ги почитував, зашто од друга страна работата на терен им ја почитувам. Да се разбереме, работата нивна на терен ја почитувам. Намалија штети и така натака. Ама од друга страна и Хитлер бил многу добар уметник, многу добри слики сликал. Значи бил сликар. Он имал најдобра намера за германскиот народ. Не ме интересира тоа, сакам да кажам, нели, паралелена да повлечам, мислам дека бев јасен. Карикираме. Сега вака. Колку карикирање го сваќам, не можам поинаку. Точно. Јас продолжив да соработувам со ХОПС, дури заради тоа што ги почитував, никој не ме тераше, секоја моја акција со Зелена алтернатива им ја кажував на луѓе од ХОПС, зашто мислев дека ќе им се допаднам или мојата работа, мислам да не ме сватите погрешно, него дека еден ден ќе ја препознаат и ќе дојдат да помогнат. Филип, работата и тогаш им пристапив исто, само да ти кажам да не ме прекинуваш. Тинеџерка, како да не те прекинувам. Слушам нешто што секоја вечер го живеам у милион аспекти, дали е политика, дали е спорт, дали е ова. Дека луѓето лажат и злоупотребуваат. Цело време се трудам, точно јас ги оставам за да видам до кај ќе одат, ама гледам дека тоа нема граница и морав. И што излековме сега заклучок? Да исечам. Сега да не испадне дека нели како тужи баба тука зборам, само да ви кажам и што се луѓе чекаат што се случува во моментов со законот и така натака. Само да го кажам другото искуство со Хелсиншки комитет. Од кога бев уопсен, точно е дека праќа представник на секое мое рочиште. На едно од рочиштата во мојата одбрана требаше да ми беше спремно да кажам и нели некои работи кои се однесуваат на некои компании заради кои сум уопсен и така натака. Тоа све се завршено, пресудата е донесена, не би навлагал до крај натака, само сакам да кажам случката со представникот Хелсиншки комитет, што за мене е нонсенс. И ако Хелсиншки е чувар на човековите права во Македонија, ова што ми се случи е онака преседан невиден. Тоа е ова, значи кога пробав на обвинителката и на судиката да им кажам дека имам некои докази кои би ги интересирале во склоп на моето судење, обвинителката ми кажа, значи и дека мора да реагираат по допрен глас, зашто тоа имав некои податоци, нели, зашто сум ја уопсен и што се случува све на таа тема. Имав некои мејлови и така натака, значи некои материјали кои би биле како докази во моја корист. Заради тоа што обвинителката ми кажа иди си у БЕКО пријави, а она треба по службен, нели по допрен глас да постапи по тоа. Она мене ме прати да идам у БЕКО да си пријавам, онака ноншалантно. Судиката нели исто така ја поддржа во тоа. Јас се обратив кон представникот од Хелсиншки комитет, дека едноставно ми се кршат човечките права. Кога така ми се обраќа обвинителот како прво, иди си у БЕКО да пријавиш. Кога се обратив кај представникот од Хелсиншки комитет, тој ми кажа дај ми ги мене тие материјали. Онака на лице место да му ги превоцам. Јас на него му кажав тие материјали треба валја да ви ги дам официјално, да ми даете некоја потврда дека сум ви ги дал. Така да има едноставно некаков траг, утре некој ќе ме утепа, нема ништо да се знае. Представникот на Хелсиншки ми кажа, јас сум највисока инстанца во Хелсиншки и треба мене да ми ги дадеш, а впрочем и не мора да ми ги дадеш заради тоа што ти имаш нелегално стекнати материјали. Значи, представникот на Хелсиншки ме осуди пред да види какви материјали имам. Јас за тоа отидов да се пожалам кај
главната перјаница заштитник на човекови права во Македонија, директорката или газдарицата на Хелсиншки комитет, она ми вети дека ќе реагира и од следните рочишта вистински реагираше. Јас нема више представник од Хелсиншки комитет на моите рочишта. Тоа беше таа соработка со Хелсиншки комитет. Fast forward малце понапред, се случува операција Ослободување. Јас решавам дека пак ќе седнам со истите луѓе на маса, како добра волја, како тоа дека не сум арогантен, дека не сум конфликтна личност, заради тоа што во јавноста за мене многу добро има една представа која е уствари слика која ми ја направија истите овие организации со некои други хајки што се случувале по интернет. На крај немаш ни со кого друг освен со нив и немаш избор. Точно така. И сега зашто сум представен како конфликтна личност во ова наше македонско општество, ајде да седнам, пак да не бидам јас тој лошиот што нели цело време се карам, ајде да седнам со истите луѓе на маса, да си пружиме рака и да почнеме нели да работиме за пациентите и за корисниците. Да не испадне ова дека е лична борба или его трип мој на Јанаки или на некој друг што сега се приклучува во таа борба. Седнавме, имавме неколку состаноци кои за почеток, ајде да кажеме дека беа продуктивни, зашто луѓето само климаа со глава. Проблемот настана кога јас нели кажав дека сакам да на секој состанок да имаме записник. Ние немавме ни еден состанок официјален во канцеларија, сите состаноци ни се случува во кафани. Представникот на Хелсиншки комитет од 10 состаноци на 8 доаѓаше видно алкохолизиран. Значи немаше шанса да се направи муабет некој посериозен, заради тоа што кажувам, ние состаноците ги правевме во кафани. Тоа беше првата работа која ми смета. Втората работа која ми смета е што ме превесла жеден преку вода уврска со тоа дека нешто ќе ставиме на хартија. Кога побарав меморандум за соработка официјално од представничката на Хелсиншки комитет, буквално, а и на 2 состанока пред тоа, зашто беше во видно алкохолизирана состојба, ми се обраќаше со мизерио, гаду, види се на што личиш и дека сум лажго. Ја поминав преку тоа све и па седнав на состаноци, пак ќе кажам, јас сум крив, значи никој не ми е крив, јас сум крив. И сакам да се извинам на цела македонска јавност која го даде гласот за операција Ослободување, на сите оние луѓе кои го дадоа гласот за операција Ослободување, заради мене, сега сакам да им се извинам. Јавно го кажам, човек кога ќе сгреши, треба да се извини. Сметам дека иако имав дека операција Ослободување нема да се избори за тие права за кои сметаш дека треба да се операција Ослободување во момент, значи вака операција Ослободување е моја творба. Луѓето кои се сега во операција Ослободување се платеници, кои се само климачи со глава и кои се тука стаени заради тоа за некој да може да си ги оствари своите агенди без проблем. Луѓето кои се позади операција Ослободување се киднапери на граѓанскиот отпор во Македонија. Дали ќе ја спроведат агендата? Тоа не знам, тоа треба нив да ги прашаш. Сега вака. Освен, сакам да кажам друга работа што се случила. Конечно, знаеш, нема да има емпатија ни спрема тебе, ни спрема Хелсиншки. Ма мене тоа не ме интересира. Ни народот не го интересира. Нив ги интересира дали ќе се спроведе агендата. Точно така. Сега ќе ви кажам нешто. Ако поентава на муабетов би била единствена, ако ти ова се што ни го изнесуваш, има поента дека агендата нема да се спроведе. За тоа излегов. Тоа е трагедијата. За тоа излегов. Па велиш дека не знаеш дали ќе се спроведе. Па баш ради тоа излегов, зашто не знам што се случува. А како дел од операција Ослободување, како основач на операција Ослободување би требало да знам, така. Сега ќе кажам уште еден ред флег, тоест работа која дополнително, тоа се све капки кои ја прелеа во еден момент чашата. Од друга страна, наоѓам на едно место имаше една канцеларија кај што направивме само еден состанок.
Еве да не речам дека сите состаноци беа во кафана, имавме еден состанок во една канцеларија. Ја во таа канцеларија после некое време најдов мајци операција ослободување. Значи од штампани мајци операција ослободување беа две големи кутии кои беа од прилика околу 1 кубен метар, една кутија. Сега од око кажувам, може да се и помали, ама од прилика. А што е тука шокантно? Вака, шокантно е тоа што како дел од операција ослободување, јас не знам дека останатите одштампале мајци. Сега вака. Ама битно ли е тоа за цела Битно е, сега ќе кажам зашто. Како функционираат тие организации. Нема да имаме време за телефони, само да ти кажам. Не ги... Океј, јас не сум крив за тоа. Не, имаш уште да збориш, да гледам. Кога побара фактура за тие мајци, ми кажаа дека и Хелсиншки ни ги направи. Чекајте малце. Зашто не сте ме прашале, ја го направив операција ослободување. Го имаше ти заштитено името. Не, зашто да штитам нешто од пријатели? Значи, Филип, каде живееш бе? Од кај си дошол бе? Сега, вака, кога си роден? Јанко, не, извини. Ама значи, вака сега. Сите ми се другари, но и јас името Јади Бурек, кој е некое елоквентно нешто, сите го зборат и така натаму, морав на суд да го заштитам. Вака сега. Може ли вака? Ај сега да не биде акцентот, јас колку сум бил наивен и глуп, да биде акцентот што они направиле. Тоа што јас сум бил добар, не значи дека сум бил ни наивен ни глуп. Тоа што јас сум ги гледал што прават, не значи дека сум бил наивен или глуп. Затоа те молам, не ме прекинувај. Зашто е битно, зашто са битни мајците? Не видов ни еднашка фактура. Може напишале дека една мајца кошта 50 евра. Така, Филип, користат. Филип, колку е саат, кажи ми. Што е битно колку е саат? Не, битно ми е. Како викаш ти? 20 до 9. 20 до 9. Да. 40 минути. И сега како те прекинувам бе? 40 минути. Дали имаш негде емисија кај што повеќе ти било дадено да збориш? Сега гледаш како ти удира тебе тоа на суета и мене ми удира. Како ја сега те прекинувам? Прошлиот пат ми рече ко Васко Евтов си. Добро сум. Тој те добро, снима. прашаме ти што сакаш. Па те подпрашувам, се лути зошто те подпрашувам. Не. Зашо ме прашуваш што се битни мајците, јас ти кажам што се битни мајците. Мене ми се битни и на јавноста треба да им бидат битни. Зошто на јавноста? Тебе разбирам. Зошто на јавноста? Зошто на болен човек заради му е тоа битно? што сега таа јавност треба легитимно ми е прашањето, извини. Легитимно ќе ти го одговорам. Јавноста треба да знае кои луѓе сега ќе ги представуваат за измена на законот. Луѓе кои што уште во старт направија неколку нелегални работи. Тоа што не ми покажаа фактура за мајците, мене сериозно ми алудира на тоа дека некој испрал пари преку тие мајци. Тие мајци не се поделени на активисти, тие мајци не се никаде, тие мајци случајно ги видов. Да не ги видов, немаше ни да знам дека постојат. Тоа значи дека можеби има и други работи, некои што се случува. Јас тврдам. А сега натага си има истрага, еве кажувам јавно, нека истражи некој што се случува. Заради тоа излегов од операција ослободување, зашто видов дека се случуваат неискрени работи. Дали се легални, нелегални, ете сега кажав јавно, нека иде некој нека провери. Тука јас више немам ништо со тоа. Друга работа, во операција ослободување, додека кога се собравме како организација и така натака, они мене ме земаа само за да операција ослободување да има тежина. Првите 2 недели требав ја да зборам по пресконференции и така натака, за понатака да ја преземат работата, нели? Како кукавица да ти подметнат, буквално некој ми ги подметна како кукавица јајцето што го подметнува, после што прави јајцето на кукавицата кога ќе се испили, ги бутка овие вистинските пилиња и се храни од мајката како паразит. Мајката не ни знае кого храни. Така да, јас би сакал и да се обратам до властите во оваа држава, пошто не сум сигурен дека и они знаат што се случува во нивните најниски ешалони кои се пуштени на улица. Разбирате, проблемите кои ги има во моментов премиерот и власта, јас ви тврдам дека 80% доаѓаат од тоа што не знаат со кого си имаат работа, на кого му веруваат и со кого соработуваат. Друга работа многу битна. Последното мое гостување на телевизија беше во Макфакс, тоест нели вака јавно, каде што бев спротивставени мислења меѓу мене, министерот и Коста Дуковски. Одлично интервју така, имаш.
кога видоа што се случува, дека стварно Зелена алтернатива има што да каже и дека има сериозни решенија на оваа тема, од тогаш добивме бојкот. Значи нигде никаде. Истото се случи сега со операција од сите вкупно. Извини што те прекинувам, морам. Не, од сите вкупно, значи едноставно се заташка работата. Што е тоа, од кого? Кои се тие сите? Не можам да разберам. Медиуми, владени институции. Оти беше многу популарен, те на Телма, те на 24, да, ама те на ова. некој што седи у фотелја се уплаши многу. Значи ја бев популарен кај народот, кај рајата, кај толпата. Затоа си и тука. Тоа е целата работа. А зошто сега им стана опасен заради тоа? Тоа треба нив да ги прашате. Ама ти што, твое мислење? Моje мислење е ова. Ако се донесат оние решенија кои Зелена алтернатива ги бара, кои сега овие организации со сите сили пробуваат да ги украдат, заради тоа што на тие состаноци единствено јас како Зелена алтернатива зборев како треба да се регулира овој проблем, а другите организации беа тука да ме поддржат. Буквално таков беше и планот. Сега, од кога тие ветуваа дека ќе ме поддржат, значи, они уствари стана како тампон зона меѓу Зелена алтернатива и тие што треба да ги слушнат нашите барања. Конкретно, зашто се откажав од операција Ослободување беше на секој состанок со операција Ослободување, конкретно со Хелсиншки комитет кога сме го имале, газдарицата на Хелсиншки комитет ми правеше чаршиски муабети. Слушај, мене Заев ми е на повик, на телефон, one call, that's all. Сега кажи што сакаш, сега ќе му се јавам. Кажи што сакаш, сега ќе се јавам кај министерот за прав. Значи, се донесе, се направи една атмосфера каде што тие што требаше да ме поддржуваат за да го регулирам овој проблем, испадна дека кажи ми на мене, ја ќе зборам за тебе. Испадна не се поддржувачи, туку се тампон зона. Во таа кога дојде они како тампон зона, тие барања за регулација кои што сакаме ние, Зелена алтернатива, која тврдам дека ќе е најдобро решение, и затоа еве јавно кажувам, јас стварно би сакал да искочиме на една јавна дебата, и на тоа има цело време бојкот. Требаше со министерот да имаме јавна дебата која што ја вети и се изгуби. Значи тоа беше договорено и кога бев со него во Макфакс, ништо не се случи. Имавме после еден состанок заедно со Хелсиншки и другите организации на кои реално јас ништо не кажав, поише беше монолог на министерот. Така да, јас тврдам дека Зелена алтернатива ги има најдобрите решенија за регулирање на канабис во Македонија. Значи тврдам, ама сепак би сакал да се направи една јавна дебата, еве јавно апелирам до власта, јавна дебата на која што ќе ги изнесат своите барања и решенија на тие барања Билка, ќе ги изнесат своите барања и решенија на тие барања Операција Ослободување и ќе ги изнесам јас моите барања и решенијата на тие барања. Па јавноста нека реши. Исто така дел од тоа зошто јас излегов од Операција Ослободување беше тој тивок бојкот. Значи, од кога се случи Операција Ослободување, најмалце се боревме за регулација. Се беа муабети во кафана и кафански муабети. Сега, што е друга работа? Исто така, кога јас ги прашав овие од Хелсиншки, зошто, кажете ми зошто, вие зборите со власта, нели требаше вие нас да не поддржите? Не знаеш ти како идат тие работи, не си зрел, твојата организација е нула успоредба со нашите и така натака. Тоа бе објаснувањата. Не сме ние елоквентни за да збориме со власта. У некој случај они знаат да бушат низ системот со тие пресови, со тоа подпишување протоколи. Јас ви кажа вака, такви тие работи. Ти на почеток многу добро почна, ама да те злоупотребија и ти после почна, колку што те разбирам, се си почнал на другарски. Ништо не се ставило на хартија. Така, и значи се продолжи по старо. Сега многу битна работа која сакам да ја кажам на јавноста. Секој оној закон кој се носи позади затворени врати, искришно од јавноста, значи све што се случува позади затворена врата смрди. Кој го изработува законот? Поима немам. А кој требаше да го изработи? Поима немам. Па не беше целта вие да го изработите или кој? Поима немам.
Значи тоа што се случува во некои Чекај, кујни, ослободување, операција ослободување, не беше тоа во суштина операција да се ослободување поднесе, како идеја беше идеја за едно ново граѓанско движење. Проблемот е тоа што дали- граѓанските движења во Македонија, тоест граѓанскиот сектор е киднапиран. Така, Има неколку целиот- организации Точно. кои Тоа е тврдам и со фашистички методи, иако се декларираат како антифашистички, со фашистички методи регулираат кој ќе биде популарен во градов или во државава, нели? Регулираат кој ќе биде сатанизиран, регулираат, кажуваат против кој ќе се води хајка и така натака. Значи ја тоа на своја кожа го осетив 10 години Е од така, нив. јас го осетив еднашка од една од тие организации и пак после тоа кога правеа првата геј парада ги поддржав како здружение. Заради тоа што на пример јас ги поддржувам секако ЛГБТ заедницата, нели? И другите маргинализирани групи. Проблемот исто така една од овие организации, иако ни еднашка, уствари ХОПС, нема да ги кажам кои се, иако ни еднашка не ми помогна, Нема да ги кажам. мислам нема да ги кријам кои се, Да, ни еднашка не искочи да помогне, кога им напоменав дека нема смисла тоа што го прават. Знаете што ми кажа? Како не, па ние сме ти помагале. Секој твој семинар што си го направил, сме го споделиле на Facebook. Онака тоа за мене е поголема навреда него некој шамар да ти удри. Па по тоа, значи јас сум, Значи, ако си ти прв човек на збориме зелена за алтернатива, шерување, јас го спасив светот. Ако е за така, јас сум втор човек на зелена алтернатива тогаш. Значи, По таа сакам логика. да кажам, се случува многу лоши работи, што нема ни потреба сите да ги кажам. Работата е друга. Никогаш не поддржале, значи зборев за ХОПС, никогаш не поддржале. Кога ги поканивме во операција ослободување, одма дојдоа со две нивни барања на одозгора врз нашите. Тие барања беа да се декриминализираат сите други, кои морам да напоменам, Зелена алтернатива ги поддржува, со тоа што не сакаме сега во регулација на канабис Да се стави и хероин све. и кокаин. Точно, сега конкретно ние се бориме за регулација на канабис. Кој тоа го побара? ХОПС. ХОПС побара Точно. декриминализација на сите дроги. Точно, и јас Значи, ги поддржувам. шо Да не се разбереме погрешно. Добро. Значи, Зелена алтернатива како здружение ги поддржува сите маргинализирани групи. И основа по која се движиме се човекови права. Добро. Јас само подпрашувам за да Така. да проверам дали добро сум сватил. Нема да влегувам у Така, дебата. сега. Иако може. Значи, тоа ние што сме го барале со години, ни еднашка не го поддржале. Однашка ние треба да поддржиме све тоа они што барат. И тоа ми беше дел од таа работа зашто си отидов од операција ослободување. Филип, едно прашање надвор од се. Дали негде постои пример за декриминализација на сите дроги? Постои, да, еве сега го Каде? копираат у Извини? Португалија, У например. Португалија. Да. У Португалија можеш да купиш кокаин, хероин, да користиш и така натаму. Декриминализација не значи дека можеш да купиш. значи Декриминализација значи дека не се казнува Ако го употребата. Точно така. Но се казнува дилањето. Точно така. Што значи, а како, добро, ајде, тука отвора многу прашања, да не навлегуваме. Имено. Да останеме. И, ја те поддржувам заради една работа и сум ти го кажал јавно. Многу луѓе, многу сведоштва, не ти само лично што си им помогнал, многу луѓе и многу сведоштва и од стручњаци врвни и на вашите семинари кои дојде овде владини, дека маслото од канабисот помага за многу тешки заболувања и тоа е факт. И ако тоа помага, ја ќе ви дадам поддршка. Нема да се расплинувам во сите останати сфери, доволно ми е да се фокусирам Вака ова. сега. И ако се спроведе закон за такво, бидејќи ова решение ја не знам. Имаме некое масло со сомнителен квалитет кое ама буквално сите. Ја не знам дали го употребува некој уопште тоа. Би сакал уште нешто да кажам, зашто реков дека тука и ќе кажам, луѓето се мора луѓето да принудени, знаат. ние 5 емисии правиме, каде што им објаснуваш на луѓето како да прават, бидејќи нема кој да произведува,
право вистинско Би кој сакал- може да би ти сакал- помогне за тешки заболувања. Би И сакал- луѓето се во очај. Би сакал уште нешто да кажам. Да. Луѓето се во очај заради тоа што тие што треба да го регулираат, да регулираат оваа материја, не се искрени. Луѓето се во очај заради оние фармацевтски компании кои им ветуваат лекови, не им ги даваат. Конкретно ќе кажам и друга компанија, значи ќе ги кажам за тоа сум овде. Извини ако тебе ти направам проблем. Не ми правиш. Јас за една наша Твоето компанија, кажано си е твое. за една наша компанија, точно така, за една наша компанија ќе ја кажам ProMedica и за нивната керка компанија ProVision, создадов масло кој се вика Freer. Значи јас сум еден од продукт девелоперите на тоа масло. Таа компанија понатака ми даде еден многу лош договор со кој практично не да ме измами, него не знам. Работата е нели што немам на кого да тужам и така натака, зашто немам пари, немам средства да тужам. Ама се еве еден апел до јавноста. Да не си направиш ти проблем. Мене ова е вистина, нема што да направам проблем. Okay. Значи ја више си го имам проблемот. Значи буквално сум оставен на улица како куче да умрам. Кога им побарав договор за мојата работа на таа компанија, заради тоа што тоа масло е ефикасно, им помага на луѓе. Јас за тоа не сум платен ништо. Компанијата едноставно исто така како што пробува операција ослободување да ме тргне од сцената. Значи јас им го направив маслото, јас им кажав како да изгледа, јас им ја кажав цената, јас им помагав со пишување на рецептот. Нашиот прв конфликт беше кога викнаа маркетинг агенција за да го рекламира маслото и кога кажаа дека сакаат да биде за луѓе со подлабок джеб. Додека на почеток ја им кажав дека маслото треба да биде што поевтино, тоа беше договорот, и еден дел да иде без пари за деца. Тоа све го скокна и од кога се испокаравме зашто ќе биде толкава цената, реално ме послушаа, намалија цената. Во Европа се продаваше 120 евра по пакување, кај нас се продаваше 50 евра. Уште ја намалија цената, нема врска. Проблемот е овој. Ми дадоа договор од кога се заканив дека ќе им соберам пациенти пред фирма и дека све тоа што треба мене да ми го исплатат, ќе го дам од мене за болни пациенти да го земаат без пари. Тогаш ми дадоа еден договор кој јас немам мој адвокат, нели адвокатот што ми е за моето кривично гонење е кривичар и нема врска со ова. Јас верував на една личност која сметав за пријателка многу добра, која се покаже дека ми е тројански коњ залепен до мене. Тоа е Жаклина Попсимонова, која ме разочарала онака во човечкиот род, како род. Не сум знал дека може да постојат такви луѓе. Она ме однесе кај тие луѓе во ProMedica и ми гарантираше, практично ми беше жирант. Знам до сега колку луѓе те зезнале на кои си им помагал. И јас гарантирам дека они нема да те зезнат, помогни им. Филип, морам ова да го кажам. Филип, вака, морам јас сега да се вмешам и да те прекинам. Бидејќи ти ги познаваш таа проблематика и збориш многу отворено, ја морам да се оградам и јас лично и емисијата и телевизијата. Веќе спомнуваш луѓе, ја овдека не сум истражил, емисијава иде уживо, ја не знаев што ќе изнесеш. Јас еве јавно кажам дека одговорноста е моја за ова што го зборам, јас за ова имам и докази. Бидејќи и секако овие прозвани луѓе, ако не се прозвани, воопшто не ги прозивам, они више си го продаваат маслото. Спомнати луѓе, спомнати се. Морам ја јавно да кажам дека им оставам простор за нивни деманти или гостување виз верса на вашите изјави. Јас би сакал да искочиме заедно некаде или да ме демантираат со факти и аргументи, пошто јас имам факти и аргументи од моја страна. Добро, ја не знаев дека немам некои конкретни докази зашто све праја нели они се многу лошо кога немаш конкретни докази. Не, ама имам докази во смисол на наша комуникација, имејл, додека сум го правел, додека сум учествувал во создавање на тој бренд. Филип, мене би било жал пак да настрадаш по судови и да види, Јанко, ај не се плаши за мене, остави ме да докажам, те молам. Не успеваш да докажеш? Не, па за тоа сакам да ти кажам. Пак да ти го покажам саатот. Ми дадоа договор. Нема проблем. Јас не отидов да го проверам тој договор кај адвокат, пак моја грешка, отидов кај мојата пријателка, Жаклина Попсимонова. Жаклина, дали е добар овој договор? Одличен е. Во договорот не стоеше дека јас и сум им помогнал да го создадат тој бренд, заради тоа што јас немам фармацевтска диплома, тука ме зезна, после тоа
Дури сега знам дека сум тоа можеле да го стават, иако немам диплома, сепак сум како инвентор, нели како некој човек што го измислил тоа, не мора да имаш диплома. И друга работа, тој договор завршуваше на 31 декември, а договорот беше дека додека се продава фреер, треба нешто да имам јас од тоа. Жаклина Поп-Симонова ми кажа, не се секирај, тоа е политика на фирмата, на 31 декември завршуваат сите договори, на 1 јануари се обновуваат тие договори. Ај погодете што се случи на 31 декември, а што не се случи на 1 јануари. Разбирате? Сега вака, јас се уште тврдам дека фреер е одлично масло, луѓе имаат резултати со тоа, само што плаќаат многу нечесни луѓе за тоа. Значи, многу нечесни луѓе. Тоа останува на нивна чест. Јас ова чим го кажувам, зарем треба да се плашам, овај ти што ми кажа сега, нели живееме у демократија? Нели победи слободарска влада? Треба да се плашам ова да го кажам? Не, зборам дека законски спомнување на луѓе надвор, дали ти ќе треба да го докажуваш по суд, дали е точно, не... Ставив слика дека сум физички нападнат. И друг пат сум бил физички нападнат. Кој те нападнат. нападна физички? Тоа ќе оставам тие што ме нападнаа да го кажат и ќе оставам членовите на ЗНАМ, Сдруженијето, да го кажат. Еве да не бидам јас. А кој те нападна? Каде те нападна? Ме нападнаа кога бев повикан на состанок на операција ослободување. Физички, за време на физички. состанок. Има Точно сведоци? така. Има сведоци кои се оградуваат од тоа. Конкретно и дел од тоа, јас и после тоа остана во операција ослободување и после тоа и видов, нели тоа ми беше една сонда што се случува и видов после тоа дека тие луѓе во операција ослободување мене ме криват за тој напад. Ме разбираш? Значи мене ме криват. Работата е многу долга. Викаш нема време. Дека Точно ти си ги така. нападнал? Не, дека јас сум бил крив што ме нападнале. Не можеле да одолеат, морале да те нападнат физички. Јас сум вреѓал, сум бил арогантен, сум бил конфликтна личност. Само тоа да кажам, ја точно е дека сум конфликтна личност. Ама конфликтна личност сум за тие Принципиелно. што не ја кажуваат вистината. Сега што од нивни аспект, точно е дека сум конфликтна личност. Ја може да ги разберам. Зашто кога ќе се појавам ја и кога ќе ги кажам нивните лаги, на нив им се дешава конфликт у глава. Што очекуваш после сево ова да се случи? Не очекувам ништо. После ова све што се случило во Македонија, после ова све што го имам направено како зелена алтернатива и како лично како човек, кај да се појавам у Европа ми си минјаат капа, само во Македонија ми негираат тоа што сум направил. Само во Македонија ме ставаат на исто ниво со организации кои се појавиле од кога СДС дошол на власт и позади себе немаат ни еден проект, освен пишување на Facebook дека марихуаната лечи. Разбирате? И кога некој ќе те стави на исто ниво со нив и кога ќе ти каже мора да соработуваш со нив, иначе ќе ти ебеме мајката со овие зборови, што да очекувам после тоа? Значи не очекувам ништо. Очекувам корона малте да заврши и да си одам. Кој што кажав минатиот пат кај тебе во емисија. Ме разбираш? Ама сега пошто гледам дека ништо не се менува, реши вака да го кажам. Зашо да не ги знаат луѓето што купуваат масло конкретно од Промедика, на кој му ги даваат парите? Значи зашто да не знаат? Значи нека кажат еве они зашто не ми плаќаат за мојот проект. Значи нека ја кажат, знаете која е причината? Дека сум се карал со нив, дека сум ги пцуел. Точно е дека сум ги пцуел. Ама знаете од кога почнав да ги пцујам? Од кога ми го прекинаа договорот. Точно и тој што ме нападна дека сум го пцуел и дека сум го колнел. Ама знаете кога? Од кога ме нападна? А сега спинуваат дека сум нападнат зашто сум го пцуел прво. Ме разбирате? Тоа е целата работа. Пријавив у Бекоза и после тоа и тоа се заташка. А тој што беше сведок, што беше на маса кога ме удрија, кажа дека не бил таму, дека бил на точак после тоа. Јас со кој да се борам? Да ти кажам, со кој да се борам? ќе го јадеш. Ќе го јадам, од кого? Па еве, гледам како ти се од ова што ми го кажа, многу луѓе ти се Има една навртени. друга работа. Има една друга работа. Тие истите луѓе се цело време навртени. Значи цело време. Зашто ако не може да приметите кај се сите тие организации на еден семинар што сме го направиле ние, 7 сме направиле. Сме направиле обука за 500 лекари во соработка со Малмет. И Малмет тогаш агенција за лекови исто не тргаше на страна. Испод 6 име да соработуваат со
организации кои не се од нигде платени, кои, значи конкретно ќе ви кажам, луѓето у Хелсинки взимаат плати, луѓето у Хопс взимаат плати. Ме разбирате? Они да не се имплементира тоа што го бараме, на нив ќе им биде исто. И не има ова едина агенда? Точно така. Точно така. Зашто сега после еве да ги прашам конкретно луѓето од Хопс? Сум ги молел, знаат. Значи имам сведоци таму. Друга работа. Јас многу ги почитувам луѓето од Хопс кои одат на терен. Јас ова го зборам за врхушката на некои тројца, четворица луѓе што цело време се вртат и што ги манипулираат дури и теренците на Хопс. Океј. Филип, Многу ми е криво што не се јавуваат луѓе, сериозно ти кажам. не го ни уклучивме телефонот, затоа што веќе помина 21 часот и тука ќе ја завршиме емисијата. Добро, може пред да завршиме уште еден апел да дам. Да, те молам Значи слободно. давам апел сега директно до премиерот. Да направи една јавна дебата кој што ја вети. Значи јавна. И во таа јавна дебата да бидат вклучени сите фактори. Пациенти, здруженија на граѓани, МВР, нели кои се тие министерства кои треба да учествуваат во тоа, сите. И да ни се дае зборот на сите. Не треба никој да збори во мое име. Јас имам уста, не треба Уранија да збори место мене. Така? Заради тоа што и тоа е подобро и за владата. Нема да има расипан телефон. Така, и ваква битна работа се прави јавно, не позади затворени врати. Заради тоа си отидов. Тоа е, ако све ова вечерва што го кажав, го заокружиме во, да го кажам само, нели, во една реченица, ќе биде, нас ни треба закон за канабис, сериозно, ама не со секој и не по секоја цена. Сега е шансата на сите корисници да го добиеме тоа што го сакаме, заради тоа што и премиерот ни даде отворена рака. Така? Па сега би сакале таа јавна дебата више еднаш да се случи. Зашто избегнуваме? Значи, зашто избегнуваме? Тоа ми е прашањето. Едноставно, јас се тргам, не сакам ја да регулирам канабис со вакви соработници кои што до сега имав. Зашто тоа не е ништо вистина. Има една друга работа. Ми кажеш, твоја проекција, тоа е твоја проекција на страв, ќе го јадеш или овона. Само да ти кажам нешто. Сите еден ден ќе умреме. Јас за тој момент се спремам. Кога ќе отидам горе, да кажам што сум направил. Ме разбираш? Точно тоа е разликата помеѓу мене и помеѓу другиве хоштаплери. Исто и мене. Можеш ли да го предупредиш, значи, Филип? Еден ден сите го предупредив. умреме. Имам и снимка дека сум го предупредил. Ма нема потреба да ме предупредиш ти. Например, мајка ми поише од тебе ме предупредува, ме разбираш? Поише добро ми мисли, ама гледај се што е работа. Тоа треба да го разберат. Еден ден сите ќе умреме. И шо после? Сите си имаат своја филозофија што направиле и друг ќе им суди. Нема ни Вака, ти, ни ја. Точно, значи не им судам јас. Така Само да ти кажам, тој нема страв знаеме. ти што ми го проектираш и други луѓе со најдобра намера, значи не сакам да кажам дека тие мислиш стварно што ми дека мислат ја имам добро. страв? Не, ама општо во смисол, значи нема потреба од тоа. Како да ви кажам, ја рак сум прележал, па ќе се плашам од вакви хоштаплери што нигде ги нема јавно нешто да зборат. Ја ги видов колку се храбри кога се борев за декриминализација или легализација на канабис, колку ме поддржуваа последниве 5 години. Што дојдоа сега на последно рочиште, кога добив пресуда, дојдоа да стојат позади мене. Дојдоа не заради тоа што ме поддржуваат мене, него дојдоа за да добијат на тежина дека се сликаат со мене. Кај беа пред тоа 3 години дурбев порочишта, кај беа кој имав закани и секојдневно што ги имам закони у инбокс. Конкретно човекот што ме ругаше дека ќе гостувам кај тебе, вчера ми напишал у инбокс дека ќе ме тепа и ќе ме ебе. И сега што да правам јас со тоа? И мене исто. Не, само мене. Тебе па нема да те тепа. Да, добро. Не, тебе те колнеше. Мене ме колнеше плюс ќе ме тепа. И што да правам сега јас со тоа? Значи, како да ви кажам? Мене не ми е страв дали мене нешто ќе ми се случи. Мене знаете што ми е страв? Да добиеме лош закон. Работата е, законот е можно да биде и волкот цит и овците на број. Тоа е многу можно.
Некој друг не лаже дека не е можно. Ја ви гарантирам дека е можно. Мене ми е многу криво што луѓе од операција Ослободување немаат своји идеи и дека ги крадат моите. Конкретно ова све у моментов што го зборат се мои зборови и за тоа исто така излегов. Значи све што зборевме на тие состаноци по кафани, они после си го врзуваа у крпче и го кажуваа по други медиуми. А ја бев тргнат на страна. Филип, ти благодарам за гостувањето. Остануваме во контакти, баш ме интересира каков ќе биде епилогот од ова твое гостување понатаму, дали ќе предизвика некоја реакција или не. Дали ќе останам жив или не? Не, жив ќе останеш, него какви ќе бидат реакциите, тоа повеќе ме интересира. Сега некој оштри нож, тоа гарантирам, ама ја имам штрафцигер. Рајо сам. Океј. Почитувани гледачи, малце нели мораме да се дистанцираме од сево ова. Доста емоции имаше во сево ова. Што се однесува до сите други работи, ќе си донесете вие самите, ќе си пресудите од она што и ќе си извлечете заклучок од она што Филип вечерва го збореше, а ние остануваме отворени за било кои реакции или евентуални гостувања во врска со она што вечерва беше овде кажано. Уште нешто само Морам само да кажам лека ноќ и пријатно. Пријатно.